Здраво дечки, овој пат се наоѓам повторно во Скопје и на мое огромно задоволство, овој пат ќе имам помал соговорник од мене. Тој има 10 години, јас имам 12 години. Навистина огромна чест. А тоа е Македон. Ајде да одиме. Здраво! Настасија? Ајде, дојди со мене. Ајде. Македон, супер што те видов за да може да ти направам интервју за мојот YouTube канал и навистина ти благодарам многу што ја прифати мојата покана. Не, кажам, многу ми е драго да учествувам како гостин на твојот YouTube канал. Ништо, и на тебе исто благодарам. Македон, ние сите тебе те викаме гениалец. Дали ти само од себе мислиш дека си гениалец и што значи тој збор гениалец? За вистина, јас не можам да си кажам дека сум гениалец, ама можам да кажам дека јас сакам да учам колку што можам за да бидам таму учит во науката. Јас не можам сам да се кажам гениалец, ама знам дека јас сакам секој ден да учам и тоа ми е на мене многу убаво. Супер. А ти кога последен пат направи тест по интелигенција и колку ти беше? Последен пат таму бевме во Нова, каде што во училиште, каде што ние имавме еден тест таму по IQ и ми не знам како работи системот, ама мислам дека добив таму 134 по некој друг систем. А кога беше тоа отприлика? Можеш тоа да Тоа го кажеш? пред година-две и беше таму на англиски тестот. Значи пред 1-2 години. Да, кога прво се селив во Скопје. А сега колку мислиш дека ти е IQ-то? Па не можам баш сега да кажам, не знам баш како работи IQ системот, ама ми кажа родителите дека треба нешто да бидам по 140-150. Тоа е навистина многу високо. Да. Македон, ти колку странски јазици знаеш да зборуваш? И јас сега знам добро секако македонски, а англиски што сум учел од интернетот и германски што сега го учам преку Duolingo и сакав таму на некои други јазици, таму што ги учев, ама веќе не сум активен во тие јазици. А кој јазик сакаш следно да го научиш? Па на мене ми се допаѓа шпанскиот јазик, бидејќи го има наоколу светот, бидејќи и тој ќе биде добар за да се разберам со други луѓе. Да, знаеш дека јас го учам у школа и навистина интересен јазик вреди да го научиш. Да, и слушнав дека таму е добар за системи, за букви, затоа нема тешки работи како што ги има и во англиски. Точно. А кој ти е најомилен јазик што го научи до сега освен македонскиот? Па секако сега учам германски и англиски не ми текнува кога сум ги учел, бидејќи сум бил на интернетот и таму не знам како работи, ама сум го научил како да ми се појавило во глава. Интересно, баш интересно. И сега германски ми е единствениот јазик што сега знам како го учам и ми текнува и затоа мора да кажам дека ми е многу убаво да учам германски. Баш супер, ме радова. Да, ми е малце тешко, ама сепак е интересно таму. Македон, дали сакаш малку да позборуваме на германски? Еве, знам дека твојот германски можеби не е перфектен, ама колку толку знаеш германски, нели? Да, секако, Па супер. секако. Може да зборуваме? Да, сепак. Сепак знам германски, ама не е толку добро. Wie heißt du? Ich bin Makedon. Wie alt bist du? Ich habe 10 Jahre. Ich bin 12 Jahre alt. Ne, das ist nett. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Cool, meine auch. Da? Ja, das ist gut. Wenn wir zur Bibliothek gehen, Ja, komm. Ајде, ова една. Убава книга, ја ти препорачувам да ја читаш, Анастасија. Супер, баш ќе ја прочитам книгата. Македон, кои други предмети ти одат освен математика и кога дозна дека, да кажеме, си во математика навистина добар? Прво во математика кога бев јас мал, во математиката прво сакав таму да си ги читам таблиците на колите и таму собирав и одземав. И моите родители гледаја дека ја од мала возраст правев многу повеќе работи од другите деца порано. И затоа ме однеле на IQ тест, каде што добив 133 IQ.
ова таму ги зачуди и тоа се покажа дека ја бев различна од другите деца. Во смерот на работи освен математика, јас многу сакам таму да гледам за географија, за историја, исто така да си играм шах. Во географијата ги знам знамињата на сите држави околу светот и сакам таму да ги гледам картите на светот и како светот се променува. И исто така сакам јас да учам за империи што биле јаки и што се распаднали и фигури што постоеле во историјата, што биле многу важни и ни го сменија светот за да не биде како што е денес. Баш интересно, а која ти е твојата најомилена книга? Па, мојата омилена книга се вика Гоце Делчев. Секако од тоа името на книгата знаете дека е таму за Гоце Делчев. Додека ја читав книгата, таму беше многу убаво да читам за македонец што се бранел од осмања на неговото време. Ми беше многу убаво да гледам за неговата приказна и како тој живеел. И Баш како се интересно. спротиставувал со луѓето што таму му правеле лошо на него. А Македон, еве на пример да кажеме ако ти 3-4 недели не вежбаш математика, дали тогаш ако некој ти постави некоја задача по математика, ти ќе можеш у истата брзина да ја решиш таа задача како што сега би ја решил? Па секако јас кога решавам таму задачи ми треба малце тренинг, на пример кога сум надпревари многу побрзо ги решавам бидејќи имам тренинг и повеќе ги знам таму системите, ама сепак со тоа што го учам би мислам дека би можел да ги учам. Би ми требало таму неколку месеци малце да заборавам и ќе ми треба малце потсетување за да се враќам на нормално и да ги решавам задачите добро во и кој смер да биде, и да иде во графинг или во физика, би ми требало малце да се потсетам и би бил добар. Па супер, браво. Да. Колку често одиш на надпревари по математика? Па да кажам еднаш неколку месеци, таму секоја година имам по 4 надпревари на математика без граници и таму имам исто така 5 надпревари, а секоја година во ова училиште нова со моите соученици. Супер, а колку награди имаш до сега освоено? Па не знам да ги бројам веќе, мислам дека би имал околу 10 до 13 некако вкупно и околу 7-8 златни медали. А зашто не ти се сите златни? Па јас сум човек како сите други, ја правам грешки. Првите грешки ми беа таму од тоа што јас уште не бев 100% добар и таму кога прв пат таму бев на надпревар малце ми беше тешко и уште не разбирав како се работи. И сега и другите ќе доаѓаат од време на време од што правам грешки. Македон, што те интересира моментално најмногу по астрономија, дека знам дека и тоа многу сакаш? Па, астрономијата е таму за мене многу интересна, бидејќи таму, освен во нашата земја, универзумот е многу големо место со многу разни работи, што можеби никош нема да ги дознаеме. И некој од нив вистина никош нема да ги дознаеме. И с тоа знам дека универзумот е огромно место, има многу разни работи, планети, звезди, црни дупки и се тоа многу е мистериозно за мене и би сакал да знам што е во иднината. Кога ќе има, да кажеме, во следните години, во следните децении ќе имам нови откритија, јас ќе имам многу среќен тоа да го наоѓам и можеби јас нешто за астрономијата ќе пронајдам во иднината. Тоа би било многу интересна работа. А дали би сакал некогаш да патуваш накај месечината? Па, мислам дека во мојот живот и јас се кладам дека во мојот живот ќе успеат таму да го направат идење на месечината како нормална работа. Како да може некој да иде во месечината ако сака. Бидејќи таму со како човечеството толку многу иде брзо растењето, иде вака, одма, како во кровот, верувам дека човечеството ќе најде начин да се напредне толку, за да можеме ние да идеме во месечината. Сите ние таму да ја видиме месечината како да е нормална работа. Да. Дали има слична планета како нашата планета Земја? Има многу планети што се како свет со вода и тоа би можеле да пливаме во вода, ама со многу други работи ги нема, ама таму видов дека можеби ќе има една планета каде што можеби живеат други животни. А дали може да ни кажеш која е најголемата звезда?
Најголемата звезда таму се вика Стефенсон 218 и е скоро таму ако ме подсетам, чекај 3 милиарди километри таму во диаметар. Супер, Тоа е 2000 пати поголемо од нашето сонце. Сонцето е таму, кога ќе размислиш, ако ние мало, како тие најмалите звезди, ни како големите звезди. Само звезди може да е 2000 пати поголеми, а најмалата звезда е околу 10 пати помало од Сонцето. Тоа е навистина една многу голема звезда. А кој е најголемиот планет? Па, да ти кажам, баш тоа не можам најдобро да го кажам, бидејќи вистината е што таму има некои планети што таму ќе стана толку многу маса што ќе се претворат во звезди. Не, и тоа измеѓу планета и звезда има таму кафеаво џуџе. Тоа е кога нешто е како нешто многу големо, како не е како планета, ама не е толку јако не е толку голема масата за да се претвори во сонце. Треба таму да има 70 80 пати повеќе маса од Јупитер за да се претвори во звезда. И Јупитер не може да се претвори во звезда, бидејќи треба најмалите таму кафеави џуџиња во целиот универзум се само околу 10-13 пати повеќе во маса од Јупитер, што значи дека Јупитер не е таму мала звезда, неуспешна звезда, туку успешна планета. Да, сум слушнала многу луѓе вика дека Јупитер можело да се претвори во звезда, ама тој е многу далеко од вистината. Сакам да се вратам на тоа што го зборев за планета така што можеби ќе има живот. Таму ја анализиравме атмосферата на една далечна планета и најдовме таму не знам како, ама мислам дека најдовме нешто во планетата што само до сега не било најдено никаде во природата на Земјата. Таму, на тој свет, таму успеле да најдат како, не знам, некаква работа, што само луѓето до сега го направиле, што значи дека тие можеби имат некаква напредна цивилизација како нашата, каде што тие работи ги имат како нас. Можеби, тоа би било интересно, ама можеби тоа само се ствара на таа планета и дека е природна работа што ние ја мешаме со нашата планета. Да. А ја мислам дека таму има во светот многу планети што може да бидат како нашата Земја, што се слични, ама тие многу од нив таму се викат супер земји. Тие се 2 пати поголеми ако ние живееме на нив, буквално ќе бидеме или помали или ќе бидеме посмачкани. Дечки, дали верувате дека све ова денеска што го слушнавме од едно 10-годишно дете? А тоа е Македон. Анастасија, сакаш да ти покажам едно од работите што ги учам по математика? Па може, ама јас не сум до толку добра во математика како што си ти. Знаеш. Знам, ама пак сакам да видиш. Ајде, може. Ова е квадратна формула. Ова е употребено да се направи таму координатски графи што вака идат. Може да како што или да собира вода или да фрла вода. Да. Браво, Македон, браво. Ова е министри. Сега треба ова прво треба да се направи, ова бројка да се земе и да се направи ова точка. После има една формула употребена за да ги земе сите од овие брои и да ги ставиме за да добиеме уште една точка. Има уште една формула и овие бројки употребуваме уште една формула за да ги добиеме овие 3 бројки. Овие се важни бидејќи се пресекуваат, ова е најважно бидејќи и таму или најниската точка во целата формула. Аха, добро. Сега сега треба да ги ставиме. Со ова формула успеав да ги земам точките, со формулите што се употребени да се најдат и ги ставив на координатите ги ставив овде за да се поврзат за да направам парабола. Браво. Јас ништо не разбрав.
Па знам, ама пак е интересно, нели? Да, баш добро го правиш. Македон, знам дека навистина многу добро знаеш светски карти да нацрташ. Дали ќе можеш да ми нацрташ една карта од првиот светска војна во Европа како изгледале државите? Се еве, може тоа одма. А Македон, дали ќе може да ми кажеш како научи да црташ такви карти? Јас- И тоа све да го памтиш? Јас немам појма, може би сум била многу сум заинтересиран и во главата ми се зачувала. Браво. Немам друг одговор. Ева. Македон, дали знаеш и да програмираш на компјутери? Јас не сакам да програмирам на компјутери во C++ и Python програмски јазици. Прво, таму Python сум учел, па мислам, 1 година до сега, а C++ сум го учел доста година, 2 и сега таму положив тест по C++ со 95% мислам марки. Браво. Да. Можам таму за програми не можам да направам тешки програми, тоа програмирање тоа е доста тешка работа, ама ми е убаво да учам. А на колку години почна да програмираш? Па не ми текна, мислам дека беше 8-9 прво. Ми текна на првиот час што сум го имал. И може да ни раскажеш нешто за тоа? Па првиот час таму на C++ учевме прво како да пишуваме текст на тој јазик. Ми текнува таму уште бев таму кај моите мојата баба и дедо и таму си работев на еден компјутер и еве како си работев и ги слушам и беше многу интересно прв пат. А ја пред тоа сум мислела дека кодирањето што било за хакер, вака, така, ама не. Да. Пуло да се прави од да се растури. Да. А што знаеш да програмираш? Се? Па не. Мислам игри или такви Па да, работи? тие не работевме таму на Python многу работи и можам, например, работам таму програми за разни работи, ама повеќе таму кога бев ја на часови, повеќе учевме како да работиме таму математички работи, да ги ставим на програми за да испрограмира. Направив таму калкулатори, таму една програма за просеки, овие се доста лесни програми, ама ќе бидам подобар. На Python таму работевме малку понапредни работи, со како се работат таму контроли, со како се притискат дугмиња, со како се таму се прават дугмиња, за се прават игри и мрдање и таму како може фигури да се нацртат и да се прават да работат. А дали ти се во школа, знам дека сигурно по математика ти е 100% петка, а Да. дали имаш у сите други предмети исто петка? Ебе, таму има во моето училиште имаме ние по 6 сите работи. Имаме таму и 6, што значи дека петка е најдобро, а е 6 уште подобро од тоа што очекуваат, бидејќи петка, еве, тоа ќе биде убаво, ама 6 на пример, ако уште повеќе децата истражуваат и се подобри од тоа што се за тоа нивното деление. Имам се 6 и 5, освен за еден предмет. И кој е тој? Танц. О, добро, тоа не е страшно. Македон, а кои се твоите хоби и што правиш во твоето слободно време? Еве, тоа што рече за танцот, јас можам да ти помогнам за да имаш и во тоа 6. Тоа би било многу убава работа. Еве, на моето слободно време таму си сакам да си учам германски, тоа ми иде природно и таму си сакам таму да си цртам, да си правам цртежи и секој ден за убава така се симнувам доле на час по цртање, каде што да си правам убави цртежи да се релаксирам секој сабајле. Супер. Да, ми е убаво. Друго сакам многу шах да учам и таму тоа ми е интересно бидејќи е игра како на стратегија и не како видео игра бидејќи тоа има стратегија и победа и многу интересна игра. Играм и вистински видео игри таму и јас сум дете и се забавувам и сакам ја да играм само со моите другари и во живо и на телефон. Ја сепак јако многу сакам наука и таму и друштвото со други другари и тоа ми е во средината на срцето и многу сакам таму да се дружам, бидејќи јас сум како секој друго дете. Македон, дали им помагаш на твоите другари ако те прашуваат нешто во врска со школата и дали така ти поставуваат прашања по математика или по тие работи што си толку Да. многу добар и им одговараш на такви работи? Па да, сакам да им одговарам, да ми помагам.
сепак тие се моите другарчиња и што повеќе знаат, тоа поубаво за нив. И затоа јас сакам да им кажувам математика и да ги учам. Иако на тие таму не сакат сите математика, убаво е што таму прашуваат за да им јас да им помогнам. И таму јас со моите другарчиња исто така се многу добри по математика и немат проблеми по математика, можам да кажам дека тоа им е меѓу најдобра работа со сите и тоа ми е убаво и тие си знаат тоа и затоа се добри во тоа што го учат. И да кажам, дека јас сум преселен, дека јас сега живеам во Скопје, живеев во Тетово кога бев помал. Таму јас имав другарчиња и свое училиште. Јас сега кога доаѓам да ги видам, таму кога јас сум слободен, а тие се во училиште, јас идам да ги видам и јас и секош одма ми спрашуваат за се математика. Колку е ова, колку е тоа, бидејќи ич не ме виделе во долго време и одма сакат да ми испрашат за нешто што им сакат да го знаат. И секош ми е многу убаво кога таму ги гледам моите стари другари. Да, може да те разберам. Да. Анастасија, знаеш дека има овде една многу убава кафетерија, сервираат одлично јадење. Сакаш да идеме? Ајде, може. Ајде. Благодарам. Благодарам многу. Сега се наоѓаме во кафетеријата во твоето школа Нова. Зашто баш одлучи тука да се запишеш? Нова ги имаше најубавите услови за учење. Јас добив стипендија за Нова што било покриена од самото училиште и компанијата Пантелеон ГС. А што ти се допаѓа толку многу на училиштето? Училиштето има најубави услови, најубави професори и најубави другарчиња. Се ми е убаво, имаме јадење, имаме добри системи и ги учиме и на се училиштето ми е многу убаво. Супер. А дали добиваш некоја помош од државата или имаш некои други спонзори? Па имаме таму спонзор компанија наречена Триглав од сигурување, но што не спонзорира зидење на надпревари. Супер. А што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Па, тоа е баш тешко прашање. Јас, но таму и сакам многу работи и на ова возраст уште не можам да ти кажам, ама мора да биде нешто во смер на науката. Супер, ти благодарам многу што одвои време за да може да ти направам интервју, за да можеме малку подобро да те запознаеме и се надам дека се гледаме во следна прилика и можеби кога ќе се видиме следниот пат ќе зборуваш дури перфектно германски. Ајде ќе видиме. Многу сум среќен што имав чест да бидам денес со тебе и се на се ми се допадна денот. И на мене исто. Да. Фала многу. Дечки, се надам дека ви се допадна ова видео и сите талентирани деца како Македон ќе добијат малку повеќе поддршка и помош од државата Македонија. Чао, чао, дечки!